Кога судбината ќе си поигра со животот и наместо родителската љубов, новороденчето ќе заврши во институција. Тогаш потребен е некој да ја понуди топлината на домот. Дали при изборот е важно само да се помогне или и кому да му се помогне? Приказните од домовите за деца без родители се доказ дека институциите не можат да ги заменат родителите. Згрижувачките семејства денеска се можност овие деца да живеат подобро додека ги чекаат своите семејства. Во овој скромен дом во Трубарево, како да е собрана целата детска љубов од светот. Веќе 12-та година згрижувам дечиња без родителска грижа. Ми се појави она волја од како во нашето семејство баба ми имаше чувано деца без родители, згрижуваше уствари, ние растевме фактички со тие деца. И така ми се појави желбата да згрижам едно до две дечиња и така почна таа процедура. И љубовта, и домот, и топлината, среќата се подеднакво достапни и за своите, но и за децата кои овде ја пронашле својата утеха. Јас имам мои две биолошки мои деца, значи машко и женско, веќе се пораснати, големи се, полнолетни се, отколку ќерката ми ми е 15 години, синот е 18 и веќе 20 дечиња сум згрижила во нашите семејства. За овие 11-12 години. Од моето семејство се излезени доста деца кои се вратиле веќе во биолошките семејства или се згрижени во институции каде што понатамошно си ја нашле среќата во животот. Значи станале полнолетни, се образовале и си го нашле својот пат, се вработиле и така натака. Дете кое беше згрижено на 11 годишна возраст, сега има околу 20 години и после тоа, откако наврши 18 години полнолетство, сакаше да живее повторно кај нас и да се дружи со околината, со самите другари овде кај што се навикна. Меѓутоа, законските процедури се такви што после 18 година веќе здрави прави деца кои можат да функционираат, веќе не ги исполнуваат условите за да бидат згрижени во тие семејства. Али не е тоа, значи, дека не се згрижени. Има деца после 21 година живеат во домови, се згрижени во семејства, али тоа се определени категории на деца. Секое дете има своја приказна, која понекогаш е полна со трауми, лоши спомени, па се до последици во развојот. Улогата на родителот згрижувач е за секој од овие деца да направи позитивна и успешна приказна за неговата иднина. Имало деца, например, што седеле на семафори, што се фрлени под автомобили, што биле физички напаѓани, психички, семејни проблеми. За да се каже дека е лесно, не е лесно, затоа што ти имат и повеќе потреби, нели? За да може да функционира онака како што може секое дете кое на таа возраст може да се снајде, да се избања, да се истушира или да оди во тоалет само. Значи пречките се потребите им се поголеми, али се снаоѓаме. Значи имам помош од сопругот, од ќерката и така. Бидејќи девојчето е од 7 месеци кај нас, веќе 12 години. И со самото тоа што веќе се навикнавме на детето, се врзавме, исто како да е член од нашето семејство. Сепак се навраќам на оноа детето да биде без трауми, без оние трауми што ги прошло во семејството свој, во биолошките семејства, за да се тргнат малку од тие шокови што се претрпени и да им се помогнат психички и физички да им помогнеме за да може да го изодат тој пат. Барем до некој период од животот. Браво, ајде шутке дата, ајде шут. И сад. Сум имала згрижени деца од повеќе националности, значи јас им зборам во семејството мој на македонски јазик за да ме разберат, а они си го имаат својот идентитет, нели, дали се роми или било од која, значи, етничка нација, значи они си го знаат, си го носат со себе тој јазик и си го разбираат без разлика. Значи се погодило кога дошол некој родител да ги потсети на саат 2, да ги види
и се зборат на нивниот мајчин јазик. А ние излегуваме, ние шетаме, например, во целиот ден, например, си купуваме, се и разгледуваме, шетаме низ парк, шетаме низ... Тоа се приметува во околината. Значи, не се затвараме ако имаме 3 деца по дома. Тоа се приметува. Значи, секој не може да стекне згрижувач, затоа што стварно треба се сакат дечињава и со некој ентузијазм да им се помогне. Тоа треба да човек да сака тоа да го прави. Прво да сака да го прави, за да ги сака децата и да им помогне. Не дека некој не ги сака децата, него треба да им се пружи сето оно што го кажуваме како згрижувач. Искуството за кое дознав во овој дом ми ја отвори дилемата за потребата многу почесто да се зборува за ваквите успешни приказни, кои на заборавените деца им даруваат нова љубов. Која е целта на идејата за згрижувачки семејства? Системот на социјална заштита и згрижување на деца без родителска грижа или без родители во Македонија е поставен на повеќе нивоа, сепак се уште постои институционалната форма и таа е таа форма која што ние сакаме да ја трансформираме или да не постои, затоа што во светот покажува дека не дава резултати, едноставно таа грижа што се дава во институцијата не може да го постигне ефектот за добар раст и развој на едно дете. И затоа следните форми кои што се појавуваат се згрижувачки семејства, мали групни домови или самостојно живење со поддршка во локалната заедница. Згрижувачките семејства се најдобрата форма, затоа што се најблиска до семејната грижа и споделувањето на емоција со децата кои што во даден момент имаат потреба од друг родител или замена за својот родител зашто го немаат во тој момент. Таа постоеше и претходно, но профилот во Македонија на згрижувачки семејства многу години се базираше на тоа да тие им е единствена заработувачка на доместокот за згрижувач. И тоа е погрешно, затоа што згрижувањето не значи само финансиска надокнада, туку значи потреба од споделување на љубов и грижа за некој друг. Ние со оваа кампања токму тоа го правиме и успеавме да го подигнеме нивото на профилот на згрижувачи во Македонија. И затоа добивме 26 нови семејства кои што се со висок социјален статус и кои што немаат намера само да добиваат надоместок, туку едноставно имаат потреба од да се згрижат дете или деца, затоа што имаме семејства и по неколку деца што згрижуваат, за да споделат љубов и да им дадат подобра можност во животот. Искуство покажува дека има хумани луѓе од некој друг профил наспротив оној профил како што спомнавте идејата која е заработувачка и така натаму. И тие кои што заработуваат имаат љубов во себе. Но многу е важно да имате мешани семејства. Еве да кажеме специјализирано семејство треба да се направи за одредено лице со попреченост. Специјализирано семејство за дете со промена во однесување кое што е помеѓу здравствена и социјална институција. Имаме и такви деца затоа што преживеале многу стрес, многу непогоди во животот за кои што ние може само да сонуваме, тие ги преживеале и тогаш ви треба специјализирано згрижувачко семејство. А за тоа треба стабилно, компактно семејство кое што сите негови потреби се задоволени и кога ќе дојде ова дете со високи ризици, едноставно ќе му даде топлина и ќе го извлече. Ако имаме семејство кое што е на рап на сиромаштво и тоа има љубов, но секој ден се соочува со својата непработеност, со грижата за своите деца кои што му се веќе во семејството, со немаштијата и тука се јавува дека тоа едноставно не може да го даде максимумот. Затоа ние рековме ни требаат сите згрижувачи. Јас сум благодарна на сите до еден. Ние имаме 172 носителски семејства згрижувачки кои што згрижуваат 341 лице. Сите ни требаат во систем, но важно е да имаме и од профил кои што се семејства кои што ги имаат сите своји проблеми надминато или се високо ситуирани во општеството и сакаат да споделат само љубов. И токму тоа го прави. Ако се направи анализа на етничката и верската припадност на семејствата, како изгледа таа слика? Таа е шарена, како што и Македонија шарена. Навистина имаме од сите етнички структури и сите тие квалитетно се извршуваат својата задача и немаат потреби од тоа дека јас сум албанка или јас сум ромка и сакам да згрижам од својата етничка заедница. Не, тие ги прифаќаат сите деца кои што ќе им се понудат и тоа е убавината. Тоа покажува дека љубовта нема етничка припадност и навистина ме радува. Вие имаше и снимки од една згрижувачка која што е албанка и која што навистина не бира кој дете, а многу љубов има во себе. Како кој одредува кој дете каде ќе оди? Дали згрижувачките семејства токму тоа имаат
некаква можност да бираат кој е дете или Може да каже дека да кажеме посебно кога станува збор за здравствен ризик. Имаме сега едно дете кое што треба да го сместиме и го понудивме на згрижувачка која што е нова, но заради здравствената состојба и е мало дете, велиме јас те плашам и велиме добро одиме со поддршка системот на социјална заштита, здравствена заштита ќе даде поддршка за да може и она да се чувствува побезбедно кога ќе го згрижи детето, но во секој случај нема никаква присила. Секое згрижувачко семејство може да каже да, сакам да згрижам или не можам да го згрижам ова дете, зависно од профилот и на детето, затоа што центрите за социјална работа задолжително го прикажуваат профилот на детето на згрижувачот пред да го земе кај себе. што е битно за децата да имаат некаква Љубов, поддршка, грижа, тоа е основата. Финансиските средства им се потребни за да се ги задоволат основните потреби децата, но децата пред се им треба многу грижа, многу љубов и многу почитување на нивните потреби и водење низ ова наше општество. Искуствата од Запад покажуваат дека овој систем е многу подобар за социјализација на овој тип на деца? Да, апсолутно. Значи, ова е единствениот најблизок модел до семејство. Имаме и дисфункционални семејства, што значи дека згрижувачкото семејство треба да е функционално, затоа центрите го следат згрижувачкото семејство, за да може да го насочи детето згрижено таму кон продуктивен граѓанин на едно општество. Но развиените социјални системи ова го користат многу и во светот е поврзано згрижувачкото семејство со посвоителите, што кај нас во моментов е тешко да го направите, затоа што сепак системот на посвојување е подобро да биде бирократски, затоа што системот не е цврст, социјалниот систем. Но понатаму, ако згрижувачките форми се развијат, е убаво да се поврзе дека ако вие сте барател за посвојување, прво станете згрижувач и имате предност да го посвоите детето кога ќе се разреши неговиот правен систем, зашто во Македонија се мешаат овие две работи. Јас имам деца во институции за кои што државата треба да се грижи, но тие не се сите за посвојување. Зошто? Затоа што имаат родител, но родителот не се откажал од детето. Туку вели јас немам услови да се грижам за него, грижете се вие, јас некогаш ќе си го земам. И вие не може да го присилите родителот да се откаже од тоа дете. Тие имаат и контакти со своите родители. Затоа имаме други форми за да овие деца ни растат посоодветно. Но ако родителот во меѓувреме се откаже, би требало згрижувачот да добие шанса да го посвои. До која возраст децата се во згрижувачките семејства? До 18 години. Но тие си создаваат некогаш односи како родител дете, ако се долго децата во тоа згрижувачко семејство и си продолжуваат со контактите понатаму. Има интерес за, како се вика тоа, за повторување на постапката, па други деца, па трети деца, како... Да, згрижувачите тие во континуитет. Не имаме згрижувачи кои што си кажуваат дека се на располагање 24 часа и кога има интервентно сместување, се носи веднаш кај нив, тие имаат по 5 деца, по 4, значи има можност да згрижат повеќе деца, зависно од просторните услови каде што живеат. Една нова љубов од неодамна се случува и во домот на Деспотовски. Таа приказна ми беше како мотив, за да ја почувствувам хуманоста кај дел од јавните личности. Зошто и како се одлучивте да згрижите дете без родители? Од секогаш сме сакале да посвоиме детенце и од самиот почеток, од кога сме заедно со Јована, тоа се веќе повеќе од 20 години, еден од првите муабети ни беше дека докој да имаме наши дечиња, ќе се би сакале на уште едно детенце да му дадеме можност да има нормално детство, нели, на детенце без родители, и дека ќе посвоиме дете. Со тоа што знаеме што значи посвојување на детенце во денешни услови и колку луѓе чекаат на такво нешто, и затоа решивме тоа да биде згрижување. Не се пријавивме како посвоители, туку како згрижувачи, односно на дечиња кои што не ги исполнуваат условите за посвојување, да им дадеме можност додека тоа се случи, да растат во една нормална средина, односно со другите наши дечиња во едно нормално семејство. Вие веќе имате 3 деца? Ние имаме 3 деца, да. Андре, Нина и Ана. Андре е 11 години, Ана е 8 години, а Нина е 5 години и сега Иво е, нели, четвртото детенце со само 40 дена сега. Само 40 дена. Како се вклопи дете со другите деца и семејството? Морам да признам дека бев изненадена од зрелоста на дечињата, бидејќи имавме многу кратко време од кога ни соопштија дека треба Иво да го земеме. Беа во прашање само неколку дена за да ги подготвиме децата што ќе се случи, бидејќи ова сепак еден крупен чекор како за нив така за нас. Им објаснивме за што се работи. Најтежок беше моментот дека најубавиот беше дека доаѓа ново детенце во нашето семејство, дека не сум била бремена, но сепак они ќе имаат нивно братче или сестричка.
Со тоа што моравме малку да ги подготвиме на моментот, бидејќи сепак се работи за згрижување, дека можеби Иво нема за секогаш да биде со нас, туку кога ние го чуваме додека, да речеме, неговите родители, нив им ја кажавме таа приказна, не бидат подобро и да можат да се Ги знаете родителите на... Не, сепак целата комуникација оди преку Центарот за социјални работи. Добро, дали ова е изолиран случај или пак можеби во иднина би продолжиле со ваква пракса? Па не знам, јас мислам дека секако би продолжиле, мислам не веднаш нормално бидејќи станува збор, значи дома имаме веќе сега така едно фина група од 4 деца, кои што најголемото е 11, најмалото е 1 месец и ние се шегувавме малце Андре кога ќе го најголемото кога ќе го спремаме за свадба, најверојатно најмалото ќе го спремаме за матура, а можда и полуматура веројатно, не знам, зависи колку брзо Андре ќе се реши, така да јас мислам дека сега секако ни треба време за да нели ова сето тоа да легне, да нормално потребно е и внимание за сите деца. Ние сме сепак двајца, а очекуваат од нас 4 дечиња внимание соодветно, секој со своите потреби и проблеми. Андре има еден тип на потреби, девојките имаат друг тип на потреби и Иво има сосема различен тип на потреби. Прашам, со оглед на тоа дека јесте јавни личности и самиот ангажман на работата е пообемна, мислите дека се снаоѓате во овој процес? Дали се снаоѓаме, па ја претпоставам дека времето ќе покаже колку сме се снашле, меѓутоа сега за сега функционирам. Не ви представува терет ова? Терет во никој случај, напор одреден да, мене ми е физички, апсолутно психички во ниеден момент, мислам тоа е задоволство нема, со децата функционираме одлично. Се компензира со задоволството? Апсолутно, не се споредува. Мене единствен проблем само ми е неспиењето навечер, бидејќи се одвикнавме од моментот на имање на мало бебенце дома. Меѓутоа, после 4-5 дена издржувам и тука 6-7 ден ускокнува Јово, кој што поминува цела ноќ со Иво, ја одспевам и после одма ми се враќа насмевка на лице и продолжувам. Да, насмевките на лицата во домот се подеднакво важни за сите. Тие насмевки на детето ќе му бидат енергијата за неговата иднина. Дали ви беше важно кое и какво дете ќе се најде во вашиот дом? Од аспект на потекло на етничка, верска припадност на неговите родители? Не, ние кога разговаравме за згрижување, например, че ние разговаравме како концепт за згрижување, че она што каже Јана, посвојување, но снимање на детенце што не е наше, сме го зборували уште како дечко и девојка пред колку беше одамна. Така што ние кога зборувавме за згрижување, единствено нешто за кое што зборувавме беше колкава возраст да биде детето. И тогаш зборувавме ајде да не биде бебе, сепак да не почне пак со неспиење, со пелени. Меѓутоа еве дури тој еден принцип, односно критериум што си го дефиниравме, ние дури тоа не го испочитувавме, меѓутоа да аспект на тоа машко, женско, црно, бело, македонче, ромче, албанче не е важно, значи сосема неважно. Значи нашата филозофија, односно политика е со кого растат децата и како растат и како ги воспитуваме, такви ќе бидат. Така што ако растат во една здрава средина нормално, ќе излезат нормални деца. Ако за жал растат во средина полна со стереотипи и така натаму, така ќе излезат. Нема врска тоа ниту со етничката, ниту со верската. Мислите дека македонското општество има капацитет за прифаќање на различности? Јас мислам дека има. Добро, ние сме растени во Скопје. Како, например, вашите пријатели, кога дознаат дека имате друго дете, реагираат? Главното прашање беше кога била Јана трудна, не сте ни кажале, или како не сме приметиле дека Јана била трудна. Да. Кој им објаснивме за што се работи, беа позитивно изненадени. Морам да кажам дека беа изненадени, никој не беше рамнодушен, да. И она што мислам дека е најбитно од целава оваа работа е колку имаше позитивен одек сето тоа и колку, еве, например, од Центарот за социјални работи кога ни се јавија луѓето со кои што контактираме, после нашиот пример, бидејќи Јово е сепак јавна личност и тоа имаше еден одек во медиумите,
колку нови згрижувачи се пријавиле и веќе еве од ние Иво е згрижен 1 месец, веќе имало 10 или 11 дечиња кои што се згрижени, зборуваме нели во семејства во кои што има родители со високо образование, добро ситуирани, нели она да се смени оној стереотип дека се згрижувачи се само не знам сиромашни луѓе. Некои кои што имаат потреба од некаква од финансиска поддршка. Да, важно, дали овој ваш пример заинтригира некои од вашите пријатели за да размислуваат на тоа тема? Апсолутно да, јас веќе со 4 мои другарки им закажав состанок во Центарот за социјалниот работник и со директорката кој што многу ни излегува во пресрети ни колку на нас, толку еве и на нив. Тие беа решени за посвојување, меѓутоа од кога го слушна нашиот пример и нашата приказна, бидејќи посвојувањето оди многу потешко, се решија да згрижат и искрено не знам дали некој од нив се уште има згрижено, меѓутоа контактот е остварен, се надевам дека ќе уживаат како нас. Денеска научив една работа. За вистински да споделите љубов, не треба многу. Треба само да ги оставите предрасудите таму некаде, каде што никој нема да може да ги пронајде. Мал е процентот на склоноста на нашите граѓани, мислам како прво во околината гледам, дека многу семејства живеат сами, помагаат на миленичиња, на по дома, а многу деца секојдневно сме сведоци се наоѓаат во такви социјални ризици каде што имаат потреба да се згрижат. Значи доаѓаат цели семејства родители. Оставаат дечиња, не можеме да се грижиме, буквално од било кој социјален проблем и во едно семејство се згрижуваат по 3, по 4, дури до 5 дечиња, само поради тоа што мале згрижувачките семејства се многу мали за овие деца да се згрижат. Мислите ли дека овој начин на згрижување на деца може да придонесе за вистинска социјализација на тие деца во општеството, со оглед дека домовите не се покажаа како инструмент или не знам, може би лошо звучи, меѓутоа лошо родител некако. Апсолутно, само со деинституционализирање на овие деца надвор од домовите и ставање во обични семејства, не би сакала да кажам нормални семејства, нели секое семејство си е нормално на свој начин, во обични семејства да растат заедно со други дечиња, со родители, со родителска грижа, е вистинскиот начин да се социјализираат. Треба, меѓутоа сепак треба да се направи како си като еден квантен чекор напред. Значи ние сме во моментот генерално како општество во одредена фаза каде што она што праши претходно дали е општеството подготвено за промени, за прифаќање на различните, веројатно е, меѓутоа до некаде. И сето треба се поттикне. Се поттикнува на различни начини, меѓутоа пред се со информираност. Значи сме имале X ситуации каде што се случувала одредена промена и во одредена структура на општеството таа промена наоѓа отпор. Зошто? Затоа што е различно од досегашното секојдневие. Например, ние сме се соочувале, не знам, кога се решивме за трето дете наше, имавме доста прашања и коментари, ама зашто ви е сега трето дете, кој има 3 деца? Па нашето трето дете кога се роди, после тоа запознавме уште 10-15 други фамилии што имаат веќе 3 деца. И некако трите деца, третото дете веќе, барем во кругот на луѓе со кои што ние се дружиме, станува некако нормална работа, што не е лошо. Имавме ситуација, мислам, смешна, меѓутоа без разлика. Керката реши заедно, по примерот на постариот брат, да игра фудбал. И сега тој единственото девојче во фудбалскиот клуб кој што тренира фудбал. Облечена во дрес, во копачки, во све идени утакмици. И сега на почеток исто беше, ама чекај се, девојче, ама зошто не оди на балет? Имаше од соиграчите. Зашто мора да иде на фудбал? И сега дечињата малку викат, ама чекај се, зошто? Меѓутоа после неколку извесен период кога сваќа дека Ана игра исто како нив и дава голови исто како нив. Значи Ана си е веќе прифатен и Ана се подразбира дека доаѓа игра и се другите дечиња го прифаќаат тоа. И мислам дека на тој начин сега има нормални во други клубови и други девојчиња, сакам да кажем еве уште еден стереотип, уште едно секојдневие кое што постоело, кое што со еве ваков тип на активност се обидуваме да го промениме. Иво исто. Иво беше прашањето, чекајте луѓе, 3 деца, ангажман, куче, еве да го споменеме кучето, не го забораваме. И кучето ви е од улица, И кучето ни од улица, од пред 2 години оставено, тука го прибравме за да не се смрзне. И се викат, чекајте се, аман. Од друга страна, ајде, значи имаме енергија, подобро да ја потрошиме таа енергија на нешто што реално може да донесе придобивка. Изборуваме и комуницираме, и да ќе кажете, да, не е лесно со бебе. Нормално дека не е лесно со бебе, ама од друга страна,
Како растат овие трики да, израсно на и тоа крајот на заедно денот со да, нив, ќе сватиш така дека да- стварно е богатство. Значи ние имаме 3 односно 4. Значи ние во моментот можеме сега да седиме тука едно дете ако треба, не знам, на некого му треба нешто да отиде да се купи, да се помогне со бебенцето, да се стави цуцличката, да Добра се направи млеко. организација само, да. Секогаш има некој да помогне. Меѓутоа и државата треба да превземе одредени чекори кои што може да помогнат за популаризација и Само преку за зборување и вакви- информирање, да се свати дека ова не е баук и дека ова е нормална работа во нормална држава. Ја би сакал држава наша да биде нормална држава. Тоа значи да тие еден куп дечиња што ги оставаат, да речеме, од дом за дечиња од нас ни кажа или ќе го земе ти во денеска, или утре го носиме во битол. И ние моравме да донесеме одлука за 48 сати. И го Што не е мала земавме работа. буквално од Ова е вторник крупна до работа. петок, Ова е да. еве и јас сум имал предизвици лични, професионални, ја не имала, значи ова не може да го споредам со ниту еден мој професионален предизвик. Значи одлука за 48 сата што нема влијание за наредни 2 години. Ова е одлука што има влијание до 18 години навршени на Иво. да, Дуре веројатно нашата цел обврска живот. Да го чуваме. Меѓутоа, еве, викаме ајде да го направиме чекорот и ајде да зборуваме за тоа. Да зборуваме затоа што и другите треба да сватат дека реално не е баук. Вистинската љубов, да помогнете некому, без разлика кој е и од каде доаѓа, е заедничката вредност од нашата страна. Од истата страна. Се гледаме следната недела.